Во среда се играат надпреварите од вонредното 22 коло на првата лига. Веќе се познати и судиите кои ќе ја делат правдата. Владко Илиевски ќе им суди на Тикфеш и Шкупи. Фуркан Едризи ќе дели правдата на надпреверот меѓу Пелестри и Воска Спорта. На надпреверот меѓу Бреера, Струмица и Гостивар главен судија ќе биде Игор Стојчевски. Скопското дерби меѓу Работнички и Вардар го доби хорѓенецот Фатмир Бавто. Бенјамин Керими ќе им суди на Беси и Силекс, а пак Александар Груевски ќе им суди на Струга Тримлум и Шкендија. Утре се играат надпреварите од вонредното 19-то коло на втората македонска фудбалска лига и овде се познати судиите кои ќе ја делат правдата. Пларен Целехи ќе им суди на Охрид и Вардар Неготино. Марија Молденовски биде задолжен за правдата меѓу Беласици и Башкими. Боби Величков ќе им суди на Арсими и Победа. Ангел Черистов ќе ја дели правдата на надпреверот меѓу лидерот Македонија Ѓорче Петров и Новаци. Ивана Пројковска ќе им суди на Борец и Каменица Саса. Никола Петковски ќе ја дели правдата на надпреверот меѓу Брегалници и Вардарски. Дарко Котевски ќе биде задолжен за правдата на надпреверот меѓу Тетонит Плочковец и Осогово, а пак Ангел Гелов ќе им суди на Кожов и Арсими. Фудбалската академија Young Team од Струга направи големи резултати на силен меѓународен турнир во Барселона, каде учествуваа многу силни гиганти, меѓу кои Валенсија, Бенфика, Олимпик, Марсеј, Вилиреал и други фудбалски гиганти. Young Team успешно ја помина групната фаза со одлични резултати за себе, а со големиот фудбалски гигант од Франција Олимпик Марсеј, екипата на Young Team одигра реми без погодоци 0:0. Започна пролетниот дел во втората женска фудбалска лига. Вардар со 0:4 славеше против Плочковица. Биле извори отки на бодови од лидерот Кочин играјќи 3-3. Порече со 5:0 го декласираше дебитантот Слободен, а пак Борец се изненади Победа Вландов откако триумфираше со 4:1. И стато фотки на бодови од лидерот Тиверија Брера во рамки на првото пролетно коло од првата женска фудбалска лига, откако двете екипи ремизира играјќи 1:1. Атлетико исто така отки на бодови од Каменица Саса играјќи 0:0. Љуботен со 0:8 го декласираше топ гол во Битола, а пак Речи со 4:1 славеше висока победа над АС Юнајтед од Струга. Слободна беше екипата на Скопје. Гледавте една минута спортски вести на спортска мрежа.